барем одржуваат хигиена, не се од оние што знаеш ќе им се направат гаќиве од напред жуто позади кафеаво и само ќе сменат страна, без да ги стават у машина за перење и да стават обелувач овој прашак. И само ќе ги превртат. Преврти ги гаките од другата страна. Дам. Блуз можеш да направиш. За гаки превртени од другата страна. Него што ми беше зборот? Многу тажно. Многу. Јас, од секунда во секунда отварам Facebook, значи мир немам денес. Цело време викам нешто разврска да видам, викам може среќен крај ќе има како во, помислив едно време, викам, може среќен крај да има како во турскине серии, љубовници на крај после многу мачење и шмрка, и после многу мачење и како беше тоа? Да. После многу мачење и страдање дека космосот пак ќе ги спои и пак ќе се засакаат и ќе изнародат многу дечиња и ќе живеат долго и среќно до крајот на нашите животи. Да. Пошто нивните се, како и да земеш, појма. Убај, обезбеден, убај, у принцип. Да. Сега видите, како и сите луѓе, знаете. И тие се луѓе, ќе се заљубат, ќе ги изневерат љубовнициве, нема да им ја возорват љубовта, исто страдаат сите, исто потпуно. Само не знам, не е уред у јавност Валканио веш, стави го прво машина. Не можеш така. Да ви плачам сега примери. На Фейсбук ми се десило нешто лошо. Или појма немам, ми раскинала девојката, појма. Тоест, ја немам девојка, да се разбереме. Пошто немам толку да инвестирам. Емоции, мислам. Емоции. Што се инвестира друга да му ева мајката? Емоции се инвестираат. Тоа е за мене инвестиција. Емоција чиста, благородна, Ромео Јулиовска емоција, ренесансна емоција. I love you, yes I do. Како беше она? Ој, море донка, I love you. Твоите beautiful. Многу беше добра песната, стихотворба. У прво деление сме учели. Мислам, не у школа, надвор пред школа. Ој, Маридонка, I love you. Твоите beautiful. Твоите газој very good. Ајде да те качам на мој... Стихотворба беше, сме учеле у прво деление, јепика. Си ги памтам јас стихотворбите, како за Тито што ги памтам, за Сава Ковачевич што памтам стихотворба. За Иван Горан Ковачич. Така и оваа за Донка си ја памтам. Ој, Маридонка, I love you. У школа сме ги учели. Не сме блееле у телефони ко сега овие. Бездушниве деца, ништо што не знаат. Стихотворби сме учеле. У школа, оваа песна ја имам учено пред школа, уствари, на голем одмор. Овие се такви песни, ни учителките, учителиве не знае овие да ги рецитираат. Овие беа поеми, вистински, добри, поодлични поеми. За Донка. Мој Донке. Така, поминавме низ вистинско ова Голгота, вчера, завчера, денеска се надевам, повторно ќе продолжи серијата. Како, еве, Филипче, ако толку ти значи, ако толку го сакаш љубовник, ако толку сакаш да ти се врати мечкава, мада да се заљубиш у мечки, ти треба да си ненормален. Од 7 милиарди човечки род, ти у мечка се заљубуваш. Ти си перверзњак, бе. Која сега да зјам да клецам коза, не дај Боже. Мислам да клецам, да се заљубам у коза, погрешен е зборот, значи овде за чиста емоција цело време правам уваве. Значи дури да ми излета нешто што не треба, вие рачунете дека ја цело време за чиста емоција ви правам инвестиција. Аквизиција у кај што инвестирано, ама со емоција. Емоцијата ви е водилка на ова човештво. Најкреативната сила на цивилизација. Немало да се смена толку цивилизации во општество, во светов, на планетава од зазорувањето и појавата на човекот до денес да не била таа чиста, искрена, невина емоција, која
кој ќе најдеш добар партнер со кој што исти муабети си имате, исти ствари ве нервираат, исти луѓе ве нервираат во околина. И едноставно почнувате да се наоѓате тука и почнува да искри тука, искри емоции, тоа виднува пламен. Све исто те нервира. Примерот, бирате еден човек многу ве нервира и стите плюкате по него. Ренгера, никаков, не. Ама одеднаш едниот од љубовниците вика, уствари, јас се предомислив. Овој што го плюкавме, уствари, бил многу фин. Ти не чиниш ѓубре едно. Ме заведе да плюкам погрешна особа. Погрешни емоции инвестираш у мене, ме отру со твоите емоции, со твоите боцкања, да плюкам невин човек. Па не го плюкам, сте тебе ке те плюкам. Тоа е таа, затоа викам, во таквите овие врски се многу бурни. Многу се бурни и многу се некојаш така непредвидливи. Преку ноќ, одеднашка, сакам да примам емоции од друг. И така. Што е нормално. Ја не знам овој напуштениот љубовник со кој памет бе. Нормално е бе, другар СДСМов. Нормално е. Си попуштил. Врската дугачко трае. Си попуштил, си почнал помалце внимание да инвестираш во твојот љубовник. Мислам да му посветуваш инвестиции. Себе ми се мешаат инвестиции, глуп збор. Си намалил вниманието. Не си му подарувал веќе толку внимание на својот љубовник како на почеток на врската. Помало било влијанието. Значи, во помали купчиња си му го дал вниманието. Внимание можеш да го даваш и као флоу и на купчиња. Купче, помало поголемо. И сега ти си го намалил внимание и нормално имало некој друг поголемо внимание му покажал до тој период на твојот љубовник и нормално. Човек кој ќе добие поголемо внимание од некој друг, одма може да се заљуби. Одма. Многу да се заљуби. До толку да се заљуби, што директ да му каже на овој сега новиот што му поклања поише внимание, директ да му каже сега те ебав. Како вие у Корни Милановац под тезгата, овие од Колумбија, дел од фамилијава на СДСМови семејството и овие од Струмичко. Ја не мал дел горе од Монголија, тамо тие за симите. Погрешно, нема љубовта, викаат затоа е слепа. Значи немаш ти рационално да процениш. Дека преку ноќ љубовникот може да те остави. Понекогаш ничим изазван, ти можеш и многу убаво внимание да му подаруваш, ама ќе се најде некој друг љубовник со поголемо внимание. Имаш ти внимание? Имаш ти внимание. Поголемо внимание. И сега, е поголемо внимание. И така. Вниманието ви е основа за успешна љубовна врска и уште поуспешен брачен живот. Ама јас за тоа не сум повикан да ви зборувам. Нели така? А не да мислите дека само меѓу Мечкава и Филипче СДСМов ова се случува. Не само, немојте да мислите, они се уникат, оригинал. Немојте да мислите, не. И други врски има. Какви љубовници имате вие у Македонија? Кој како поголемо внимание му даде и поголем фраер од овој претходниот, помоќан станал одеднаш, а до вчера не бил толку моќан, бил негде у позадина, на маргини, и одеднаш доаѓа у преден план. Одма менјаат страна. Само тогаш никој не кукал од напуштениве љубовници. Знаете, тоа се подразбирало. Добиеш поголемо внимание, у тебе се инвестираат поише емоции, овакво, и да, има тамо најмногу такви љубовници, мечки, волци, хиени, бивли мачки, зверои. Да, не име проблем, па како, мислам, животот е скуп. Скуп?
особено сега. Па како ќе купи он, појма немам, кило патличе на 280 денара? Значи, сепак и до вниманието е малце. А вака која имаш емоции, која инвестирано у тебе со многу емоции. Абе не ти треба, бе, патлич. Абе можеш на вода, ништо не ти треба. Ни јунешко ти треба, ни јагнешко ти треба. 800 денари тамо колку е. На вода живееш, испоснички. Вода и сонце. Ама не ти треба, пун си, имаш елан, сила. Тоа е тоа кој се инвестира у тебе. И така има многу такви, има волци, мечки. Да. А има и магариња. Има и магариња, овие што овие најчесто овие магариња се најчесто тие кои што многу искрено, многу чисто, многу како да ви кажам, без резерва дури нерационално се заљубуваат у некоја мечка, волк, дива свиња. Знаете, влагаат all-in со 100%. И нормално после разочарувањето е поголемо. Оти он мисли дека љубовниот живот, емотивниот живот на мечкава, волков, дивава свиња почнала од него. Вика, мене ме сака таа вистина, јас сум и прв што го сака вистински мечкава, волков, дивава свиња. Јас сум прв што вистински ме сака и тоа е тоа, ја имам. Моја мечкава, моја. Нема кај да оди, нема кај да бега. Само и по тезга, тебав, готово, тебав. Да. Не е така у животот, драги мои магариња. Свет е до емоцијата. Поише емоција добиеш од некого, поише љубов имаш за него и обратно. Така да животот иде понатака. Не верувам дека ќе си најдеш Филипче СДСМов, дека ќе си најдеш нов љубовник од тој калибар. Друга мечка нема да најдеш. Нема толку ни мечки баш ка тие, не се си мињаат у цивилизација, честно. Мечка е тоа, бе. Планина и треба. Чиста емоција горе, изврска вода, светлина, чист воздух, мед. За мед може да се симне негде надоле. Имаш и овие дивиче, мартијани прават. Да. Може да се симна до некое село. Ама до село некое горе. Иначе доле у Цивилград. Не. Изолирани се некако, поима немам тие мечките. Али нема. Престанеш ли на мечка да и носиш мед? Нема више да сака да се со тебе. Не. Нема. Затоа на мечка секој ден треба мед да и се носи. Да, за да те сака. Мислам, она нема може никоја сака да те сака, оти тоа е мечка. Ама извесно време ќе си купиш мир. Овој животот, мечкава знае мед и носиш, не те рчка. Али, брате, престанеш мед ли да ја носиш? Не те познавиш. Утре да те сретне на улица. След кај на улица? Не бе, горе негде, на планина, например, идеш. И не е Боже да те сретне. Не е Боже да те сретне, прво ќе ти рече, кај е медо, пизда ти материна? Кај е медо? Ама, медот, мислам, ама, чекај, застани, јас, мед ми, малце ми однема у последно, медот кај е, да ти евам крвта кисела, нема мед, кр глада, ајто пичиш комата. Со многу лоша работа, ако го обезглавиш овој татково на фамилијава, на семејствово, сите сираци и други, затоа е веројатно реакцијата толку јака, нема емоција, нема ништо пострашна работа, по-силна работа од емоција, чиста емоција. Чиста емоција, љубов, изворска вода и сонце. Еве ви га формулата за долг живот. И за мирен живот. Да. Инвестирајте емоции
Инвестирајте, секогаш ќе бидете сакани. И внимавајте некој друг да не инвестира емоции поише од вас, тогаш рачунете дека сте останале сами. Значи, емоциите се тука да се инвестираат. Не знам, може погрешен термин употребувам, економски термин за емоции, не иде некако. Не иде. Ама не ми текна некој по-друг термин поубав. Ајде бе, многу ве затопив. Боле тука да прекинам, инаку и вас вербав! По тезга! По тезгата у Горњи Милановац. Ајде, чао.